Ако излезат милион гласачи, ти треба на 5% да имаш најмалце 50.000 гласачи, за да можеш да добиеш пратеници, за да почнат да ти се бројат. Ако се 3% и 30%, повеќето помлади партии не може тоа да постигнат и така ќе бидат елиминирани и со тоа тие те терат, ако ти стават висок праг, ти да одиш во коалиција со овие криминални партии. Поентата не е да одиш со нив, поентата е да ги турниш од власт. И еднаш да секојаш да направиме промени, вистински промени. Друга работа. Отворени листи. Отворени листи гласаш за човек, не гласаш за политичка партија, гласаш за број 13, гласаш за демократ. И таму на листата можеш и мајмуни, магарина, криминалци, идиоти и све да ставиш, психопати. И ти заокружуваш, кога заокружуваш там, заокружуваш кога нема отворени листи, заокружуваш демократи, број 13. Значи тоа е катастрофа. Зато нас нон-стоп ни се протнуваат криминалци и тотална контрола председателот со главните луѓе има кој ќе ги постави на листите во првите 5, 10 и така натаму. Второ, бараме подеднаква распоредба на финансиските средства. Подеднаква распределба, поточно на финансиските средства. Што значи тоа? Тоа значи дека не може ние да почнеме нови избори и тие партии кои што имале во минатото пратеници во собрание да добиваат милиони, а тие што немале да добиваат илјадници евра. Како ние лани за парламентарните избори добивме само 9